Добар ден, криптоентузијасти, добре дојдовте во специјалното неделно видео на ваш избор. Нормално, тоа е iBubble втор дел. Со тоа што во дескрипција на ова видео ќе го најдете и првото и нормално на крајот од истото ќе најдете во предлог, ако можете и сакате нормално, да го погледнете и првото видео во кое што ја обработивме оваа тема. Зошто е толку битно, со оглед на фактот дека најголемиот дел од инвестициите како на ритейл, така и на институционалната фела се инвестирани токму во оваа технологија, па затоа и нормално е битно да го следиме растот, развојот и нормално потенцијалниот бабл период на оваа технологија. Иако знаеме дека AI технологијата има реално вистински use case и нормално потенцијално светла иднина, на крајот од денот секоја индустрија има моменти на бабл период како што е тоа ова, така да и затоа денеска ќе разговараме токму на оваа тема. Пред да почнеме, нормално би сакал само на кратко да поминеме што ни останува, со оглед на фактот дека ова е последната содржина. За жал, саботниот лайвстрим не успеавме да го направиме поради обврски во хотел. Истиот е презакажан за следната сабота. Така да во следната сабота, односно во следната недела, ги имаме следните содржини, почнувајќи од вторник, каде што ќе имаме утрински лайвстрим, кој што ќе биде наместо лов на врв, за да можеме да обработиме што точно се случува во техничка анализа на пазарите, како на традиционалните, така и на криптопазарите. Во среда, заедно со Гоце, ќе проследиме нормално доколку има пресконференција од FOMC, односно состанокот на Федералната резерва за состојбата на пазарите, така да останува да видиме со оглед на фактот дека ова е втор состанок на Warsh, Стивен Warsh, тоа е новиот председател на Федералната резерва, така да останува да видиме дали воопште ќе има и состанок. Значи ќе го проследиме сето тоа и нормално ќе имаме лайвстрим во вечерните часови во среда. Петок Ondo апдейт, каде што ќе разговараме што се случува ново со овој коин. Сабота, нормално како што веќе кажавме, е презакажан лайвстримот кој што требаше биде оваа сабота, каде што ќе разговараме за грешките и успесите во претходните циклуси, односно ќе може да размениме искуства заедно со сите вас на една јавна дебата. И недела, како што знаете сами, станува збор за 2 август, така да поради некоја причина гледам дека измешани се датумите, но ова е следната недела. Дефинитивно ќе ги поправам датумите во текот на овој ден. И нормално недела 2 август ќе славиме, знаете сами, Илинден, најголемиот празник на македонците ширум светот. Уште еднаш да напоменеме, третата македонска криптоконференција е на 6 септември. Официјално 7-миот говорник е веќе потврден, треба да го додадеме на оваа листа на говорници и со 8-миот моментално сме во преговори. Ќе биде многу интересно. 7-миот е така речено интелектуална собственост, која што може да биде зачувана на блокчейн технологија, компанија од Македонија, екстремно многу добра идеја. И затоа нормално моравме да го донесеме на нашата конференција. Останува да го потврдиме 8-миот и, верувале или не, 9-тиот говорник, односно фондацијата Solana ни пристапи по 4-ти пат. Едноставно мораме да соработуваме. На крајот од денот не заборавајте дека технологијата е овде, присутна е, без разлика на тоа дали ние имаме позитивни или негативни зборови за некој од овие проекти. На крајот од денот мораме да соработуваме затоа што едукацијата е на прво место. Така да поради оваа причина нормално ние пруживме први рака и понудивме доколку сака на репрезент на оваа фондација за Балканот, Solana, да дојде и да има своја презентација. Потенцијално негде до крајот на следната недела ќе имаме идеја дали ќе ни се представи со своја презентација и ќе бидете информирани. Така да наскоро очекувате во почетокот на следниот месец август да имаме финална би рекол листа на говорници заедно со нивниот распоред за тоа како ќе изгледаат слотовите за говор, како и двете дебати кои што ги планираме на тема токенизација и на тема вештачка интелигенција и крипто. Уште еднаш, да не заборавиме, регистрирайте се бесплатно. Се што треба да направите е кликнете на овој линк, да го пополните овој мал, би рекол, прашалник, едноставно ваше име, имейл адреса и нормално во кој левел во крипто се наоѓате и да го добиете вашиот бесплатен тикет за оваа трета македонска криптоконференција. Значи на овој начин ќе пополниме само толку седишта колку што се дозволени во самото кино Фросина. Дополнително, третата македонска криптоконференција од сега па натаму и секоја останата ќе биде пропратена со добротворна акција, со оглед на фактот дека се тоа што го правиме бесплатно. Се што бараме од вас е доколку сакате да наградите нашата работа, да ни помогнете да помогнеме на некоја македонска би рекол, дали е тоа дејност, дали е еве како во оваа ситуација
одредена невладина организација, битно е да помогнеме на некоја македонска кауза. Односно, Сдруженијето на воени ветерани братство од 2001 година ќе биде, би рекол, примачот на оваа помош, која што ќе биде во форма на кутија, каде што ќе може да ги оставите вашите донации за така речено оваа организација, која што дефинитивно е многу заслужна. Исто така да најавиме дека во текот на крајот и почетокот на следниот месец, тоа е во текот на следна недела, ќе обавиме 2 донации. Првата е до шампионите наши велешки од Каја клуб Бабуна. Значи, овој постер може да го најдете на секој од нашите социјални мрежи и нормално да споделите доколку сакате да им помогнеме на овие дечиња да едноставно прибават уште повеќе, би рекол, материјал, нормално и опрема за да можат да бидат уште поголеми шампиони. Еве, прост пример, значи голема гордост, наша велешка Кристијан Смилев победи на европско првенство во јуниорски куп во Чешка. Значи ова е буквално само неколку дена старо, каде што истиот од клуб Бабуна успеа да го добие првото место на европско ниво. Ова не е прв пат, ова се случува редовно, секоја чест на Кристијан Смилев од Велес кој што успеа тоа да го направи. Така да најмалку што можеме да ги поддржиме, од наша страна ќе бидат донирани 300 евра, исто така и 200 евра за донација на реконструкција на домот на црквата Свети Спас во Звечан. Ова е нормално на Владко, еден од нашите нормално членови, дел од заедницата, кој што не замоли, исто како и за претходниот, така и за овој случај, може да го најдете овој постер низ сите наши социјални мрежи и да донирате доколку сакате да помогнеме да го изградат домот на оваа црква, и сето тоа ќе се најде на нашата директно карта, каде што може да видите каде и што сме помогнале, кога сме можеле. Нормално во иднина ќе има многу повеќе, сега за сега толку можеме. И да подсетиме дека третиот дизајн е завршен, чекаме само да ги финализираат принтовите во нашата принтерница во Македонија. По вашето гласање се утврдени и предната и задната страна на така речено последниот дизајн. Значи ова ќе биде предната, ова ќе биде задната страна на дизајнот, каде што ќе нормално ќе биде ова третиот дизајн, двата се веќе финализирани. Нормално за следете CryptoGimmidžија кооперација, за повеќе информации наскоро ќе бидат достапни за продажба. Овдека е нормално и блог CryptoGimmidžија, каде што ќе можете нормално да добиете постојано нови вести. Само заследете го и на тој начин ќе добивате постојано на час и половина најнови блокови со вести како од геополитика и макроекономија, така од крипто, како и нашата нормално ТВ станица, достапна и на нашиот YouTube канал, достапна и на нашата веб страна cryptogimmidžia.mk, каде што постојано може да најдете, би рекол, нови и постари содржини искомбинирани во плейлисти кои што ги креираме за вас на дневно ниво. Овдека и нашиот англиски канал, каде што овие содржини напоредно ќе бидат обработени и на англиски. Тоа е нормално Crypto Economics на YouTube, а дополнително, како што кажавме, наскоро очекувајте дека и техничката и фундаменталната анализа ќе бидат обработени поголемиот дел од видеата кои што веќе имаме на македонски, на англиски јазик со надградена содржина. И доколку сакате да поддржите нашата работа, тоа може да го направите со зачленување во нашата Patreon заедница. Линк до истата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. Значи, на тој начин практично добивате привилегии во нашата заедница, а нас ни помагате финансиски да ја одржиме оваа работа и да кренеме на уште повисоко ниво. Овие мали членарини на месечно ниво ни помагаат да можеме сето ова да го направиме за вас и многу повеќе. Со нормално овие членарини добивате пристап до групите на нашата Patreon апликација, каде што може да споделувате ваши информации, нормално да дебатирате на сето оно што моментално е достапно на нашите групи. Дополнително имате приватни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно, како и сите офлайн публикации како што е моментално ова. Прво ги споделуваме на Patreon апликацијата, а потоа и на сите наши канали. И еднаш месечно имаме посебен тип на лайвстрим, каде што одговараме на сите прашања на нашата Patreon заедница. Нормално идејата е да дадеме привилегија на оние кои што финансиски помагаат да можеме ова да го направиме. Дополнително, доколку сакате, можете да го обновите вашето членство или реализирате вашето членство на Patreon на годишно ниво. Ова се сумите со кои што добивате 30% попуст од оно што би го платиле на Patreon. Само пратете ни на cryptogimmidžia@gmail.com на која блокчейн адреса би сакале да уплатите, ние ќе ви пратиме адреса и ќе ви пратиме нормално линк до годишно членство на нашата Patreon заедница. Благодариме на сите оние кои што веќе се дел од нашата Patreon заедница и ни помагаат во она што го работиме. Пред да почнеме со денешното видео за iBubble, прво ви сакам да објасниме што представува Bubble. Значи, многу од луѓето се уште не знаат што представува ова MEUR, така речено територија
на вредноста на акции, на било што моментално представува било каков тип на капитално добро во кое што може да инвестираме. Без разлика дали е тоа ресурс, како златото, крипто, акции и така натаму. Значи, ова видео со аналогија на пиво, мислам дека е едно од најкреативните и најдобрите објаснувања за тоа што представува една меур територија во инвестирање во едно капитално добро. You have an analogy you came up with that involves beer and a glass. Beer, right? So I'm pouring it right down the middle so we get a nice thick head. Right now, we have a glass and we can see exactly how much foam there is and how much actual beer there is, right? But imagine this was that I poured it into this vessel instead where we couldn't see that. Вели, имате вика многу добра аналогија во која што практично објаснувате која е вредноста на една акција, од нејзината реална вредност и она што е така речено, нели, FOMO ефектот на самиот пазар. Вели да, замислете вика дека оваа чаша моментално представува вредноста на една акција и како што објаснува и самиот вика замислете, нели, оваа чаша моментално го истураме пивото, имате одредена количина пиво и одредена количина пена. Со тоа што вика доколку чашата е прозирна, вие може јасно да видите до каде е моментално количината пиво, а од каде почнува количината пена. За разлика од тоа, вели замислете дека оваа чаша моментално е ставена во овој метален контейнер, каде што тоа не може да се види. Но знаете дека во самата чаша, која што моментално да речеме во овој контейнер, односно количината на пиво, и понатаму имаме иста ситуација во која што имаме одредена количина на пиво и одредена количина на пена. The analogy is the stock market. So when most people think of the stock market, it's all this churning and trading, you know, what stocks are hot now, what stocks are rising, what stocks are falling, it's all this trading. That's not the simple path to wealth. That's the foam, right? That stock is a combination of two things. It is the beer and it is the foam. And the problem is, unlike that glass, it's in a vessel like this. So it's hard to see exactly how much beer there is as opposed to how much foam there is. Вели, акциите се исто како оваа чаша пиво, која што моментално е, да речеме, во метална форма, каде што едноставно вика не може да најдете, односно да видите колку е реалната количина на пиво и колку е реалната количина на пена. Идејата и понатаму останува многу едноставна. Вие не знаете која е реалната вредност на овие акции во моментот кога се наоѓаат во FOMO територија, каде што сите инвестираат, а нормално на крајот од денот ние не можеме да бидеме свесни дали ова е така речено преценета вредност на акцијата или пак е во оваа ситуација подценета. Нормално, тука е уствари најтешкиот дел за проценка на еден пазар, кога акцијата е во преголема бабл територија, односно кога е преценета. The beer is the value, the foam is the speculation. Exactly. The beer is the fundamental operating value of the company, right? The sales and the expenses and the money that's left over that you call profits, right? Yeah. So that's the beer. The foam is what the market determines that's worth at any given moment based on emotion and hype and speculation and fear and greed. And so up here right. is the total value of the stock. Right, exactly. The total. Вели, моментално ово што гледате во долниот дел од чашата представува профитот на една компанија, односно колку реално вреди акцијата, откако ќе бидат одземени трошоците нормално и така речено продажбата и се тоа ќе биде завршено и ќе дојдеме до профитот од самата акција, односно практично од она што го прави самата компанија. Ова што гледате овдека е уствари спекулацијата која што моментално ја прави самиот пазар поради емоции, страв, нели скржавост и така натаму. И значи тоа е уствари главната идеја, дека едноставно многу е тешко да се одреди каде е уствари реалната вредност на една акција кога имаме таков тип на бабл, односно меур период. Value of the stock, but this is all foam that can come and go very quickly. I guess Warren Buffett's greatness was he was able to pay for stocks where it was mainly beer, and he paid at the price of the beer, not for the foam. Or he looked for times where
the sentiment was so negative that he was actually paying a little less than the price of the beer. Значи, идејата е следната. Кога имаме ваков тип на FOMO на пазарот, Fear of Missing Out, каде што голем дел од ритейл секторот најчесто го предизвикува FOMO и купува нешто само заради тоа што е популарно, ние се наоѓаме во ситуација во која што нормално акциите се преценети и голем дел од нивната реална вредност е многу тешко да биде одреден. Нормално, ова е само моментална состојба која што многу често се враќа во нормала и така речено овој период на така речено пената од пивото е многу краток најчесто и предизвикува големи загуби посебно кај ритейл секторот кога цената ќе се врати во нејзината основа, односно на тој начин ќе се врати до нејзината реална вредност. Као што овде кажа, вика голем дел од вредноста, односно успехот на Ворен Бафет е да ги купи овие акции кога се наоѓаат буквално на нивото на вредноста на пивото, односно кога така речено немаме FOMO на пазарот. Тоа што ние постојано го зборуваме. Кога еден пазар се наоѓа во FOMO територија, ако веќе сте биле влезени, излегувајте, а ако сакате да влезете, тоа бил краток период. Односно, тоа што ние постојано го зборуваме. Никогаш не се брза и не се инвестира кога се наоѓаме во бабл територија, без разлика дали е тоа злато, дали се тоа акции, дали е тоа крипто, така. Исто како што предупредувавме дека се наоѓаме во бабл територија за златото, кога цената беше $5,400, моментално истата е скоро 4,000, што значи дека сме биле во право и за тој дел. Сега, како што веќе спомнавме, ние имаме еден многу добар пример за технолошки бум кој што предизвика бабл, односно меур територија во претходниот период на овие пазари во 1990 до 2000 година. Односно така наречениот dot-com bubble. Секогаш го земаме како пример, за да разберете дека ова не е прв случај, дека вакви случаи имало многу, некои од нив се многу посилни, многу поголеми, како што тоа беше во 2000 година, некои не толку големи и практично ние ова го нарекуваме bull и bear период. Односно ова е стандарден циклус на FOMO територија, односно bubble територија, на еден пазар како што тоа беше пазарот на технолошки компании и нормално интернет компании во 2000 година. Сега, нормално голем дел од нас не сме биле доволно возрастни за да можеме да го искористиме ова, но можеме да научиме многу од ваквиот случај. Односно, можеме јасно да видиме дека од 95 година наваму се случува така наречен бум во кој што голем дел од ритейл секторот и нормално од институционалните инвеститори влегуваат во овој сектор, така наречен технолошки сектор или во оваа ситуација повеќе фокусиран кон интернет, со цел да практично успеат да инвестираат во сектор пред останатите. Но нормално на тој начин вие практично успевате да направите бабл територија и на некој начин огромната количина на инвестиции ја губи реалната вредност на овие акции. Сега, нормално можеме тоа да го видиме многу интересно на овој така речено историски тренд. Односно, што можеме да забележиме овде? Можеме да забележиме како изгледала вредноста на маркет капот, така речено, на оваа категорија. Зборуваме за технолошкиот сектор, така речено, од американската индустрија, кој што можеме да видиме дека експоненцијално пораснал до неверојатни $4 трилиони вредност на нивната маркет капитализација, наспроти историскиот тренд кој што гледаме дека е доста добро испочитуван на постојан, но постепен раст. Со тоа што оваа бабл територија можеме да видиме дека започнала, како што кажеме, од 95 година, каде што овој тренд на исклучиво големи инвестиции од страна на ритейл секторот и институциите предизвикуваат ваков тип на FOMO ефект и нормално меур територија, кој што достигнал неверојатни $4 трилиони, каде што историскиот така речено историската средна вредност требала да биде негде околу 1 трилион, што значи дека имал 4 пати поголема вредност од нејзината реална вредност. Зборуваме како за маркет капитализација, така и за реалните акции од овој период. Со тоа што се случува кога имаме ваков тип на меур, никогаш не обстојува долго, тоа е само краток период, кој што најчесто се предизвикува во голема корекција, која што најчесто е една од оние попознати економски кризи, без разлика дали е dot-com bubble, дали е ситуацијата со недвижностите од 2009 година и така натаму, значи ова сме гледале многу пати низ историјата. И овдека може да забележиме дека 6 години bull market се претворил во 2 години bear market, кој што за многу од компаниите траел и многу подолго. Сега, овдека имаме нормално пропратно огромни загуби, значи голем дел од компаниите кои што постоеле во dot-com ерата денеска не постојат, но оние кои што успеале да преживеат денеска се едни од најголемите. Затоа и овдека имаме некои од оние огромни
вредности на компаниите кои што денеска ги нема, а во тоа време биле екстремно големи според стандардите во тогашниот период, 790 милиони, 800 милиони и така натаму, тоа се огромна количина на маркет капитализација на овие компании. Веднаш мора да напоменеме дека разликата е во тоа што вештачката интелигенција има реален use case, тоа го гледаме секој ден и гледаме дека се повеќе и повеќе се користи. За разлика од тоа, во .com bubble голем дел од овие компании немале апсолутно никаква вредност во позадина. Тоа е нешто што мораме веднаш да го напоменеме, затоа и кажавме дека ние не очекуваме дека вештачката интелигенција ќе престане да постои, напротив, само очекуваме голема корекција затоа што во оваа ситуација ние понатаму веруваме дека голем дел од акциите и компаниите кои што постојат во вештачка интелигенција се екстремно преценети. Но за тоа малку подоцна. Затоа прво го поминуваме финансискиот дел да покажеме како моментално овие компании од вештачката интелигенција се доста преценети. Прво ќе го покажеме тоа со компаниите кои што постоеле во времето на .com bubble ерата. Односно ова е врвот кој што бил постигнат негде во летото есента 2000 година, во август-септември, кој што можеме јасно да видиме дека после тоа предизвикал екстремно голем пат на се што постоело во тоа време. Нормално овде јас ги земав компаниите кои што денеска постојат и се едни од најголемите, голем дел од нив се во топ 10 во светот, како што е Microsoft, Amazon, Apple, Nvidia и тоа овде кај Intel го земавме, иако не е во топ 10, тоа не го менува фактот дека можеме да видиме дека изгубиле екстремно голем дел од нивната вредност. Уште еднаш, ова е уште една причина да ви стане јасно дека крипто, да речем, пазарот не е единствениот кој што губи огромна вредност од така речено коините кои што се наоѓаат во истиот, тоа се случува на традиционалните пазари исто така. Што значи дека пак ќе напоменам, кога ќе ви кажат дека само во крипто се губи толку голема количина од вредноста на коините во кои што инвестирате, сега ќе покажеме дека тоа не е така. Односно, Microsoft на така речено врвот на овој bubble, да речем, момент има околу $59 по акција, за на крајот од истиот да стигне до 70%, 75% корекција на неговата вредност, со тоа што можеме да видиме дека bear маркетот на Microsoft траело од 2000 година до неверојатни 9 години 2009 година. Значи 9 години во кои што изгубил 75% од неговата вредност. Каде се наоѓа Microsoft денес? Односно, пак ќе напоменам, тоа ви кажува дека оние компании кои што имаат вредност ќе најдат истата и со време нормално ќе оправдаат, да речем, оваа корекција каде што нормално биле преценети во тој момент. Слично на тоа можеме да видиме голем дел од компаниите се наоѓаат во слична ситуација. Ќе ги провериме сите овие компании кои што постоеле во тој период и каков бил нивниот перформанс и како моментално нормално знаеме денеска се топ 10 компании во светот. Значи Nvidia во 2000 до 2002 година можеме да видиме дека дури релативно биле во раст, но од 2002 година истите влегуваат во корекција која што траела практично негде околу половина година гледаме и изгубиле 90% од нивната вредност. Значи акциите на Nvidia за околу 6 месеци успеале да изгубат 90% од нивната вредност. Слична ситуација гледаме и во финансиската криза, каде што исто така Nvidia изгубила 85% од нивната вредност. Зборувам акциите на Nvidia. Нели пошто ова се случува само во крипто кога постојано ви зборуваат, дали е тоа така? Очигледно не. Втора работа што можеме да забележиме дека на Nvidia за да дојде до претходната би рекол вредност од околу 60 центи по акција и биле потребни прво 7 години, тоест 5 години се извинувам, до финансиската криза, каде што повторно изгубила околу 85% од незината вредност, па за да се врати повторно на истата вредност и биле потребни дополнителни, пазете ова, значи од 2007 година па до 2016 година, 10 години биле потребни за така речено повторно цената да се врати до претходниот all-time high од 2007 година и да продолжи во нов bull market. Тоа ви кажува дека и овие големи магнати исто така биле подложни на екстензивни корекции од повеќе од 90% и bear маркети кои што траеле многу долго. Односно, ова не е прв пат да се случи вакво нешто, нема да биде ниту последен. И не е првиот сектор, како што тоа моментално случува во крипто. Еве што се случува со Amazon. Amazon после .com bubble изгубил 95% од неговата вредност и траел така речено bear маркетот цела една година. Тоест скоро 2 години до 2001. Со тоа што гледаме дека дури во 2009 година Amazon успеа да стигне до претходниот all-time high од 2000 година. Значи 9 години му биле потребни така речено да ја достигне претходната вредност и конечно да влезе во нов bull market.
9 години. Повторно, во овие 9 години повторно имаме, погледнете го ова, неколку падови, 57%, уште еден пад од 65%, значи тоа се 3 големи падови во распон од 9 години во кои што вие практично воопште не сте имале така речено никаков профит. Не е само Amazon, важи апсолутно сите компании од оваа ера. Еве го и Apple, еден од најголемите во кој што многу голем дел од инвеститорите се крстат. Еве како изгледа неговата состојба во 2000 година и еве како изгледа после крајот на овој bear market, односно повторно имаме отприлика една цела година, околу 7 или 8 месеци, генерално 7 или 8 месеци bear market, во кој што и Apple изгубил 82% од неговата вредност. Истото ќе го видите и за Booking, и за eBay, и за Google. Што сакам да ви кажам? И Apple исто така му биле потребни 5 години пред конечно да стигне до претходен all-time high и да почне да се движи нагоре. Значи, bear маркетот не е ништо ново, тоа е нешто што се случува многу често на пазарот и сите оние кои што го убедуваат дека тоа е исклучиво само за криптосферата, очигледно не го познаваат начинот на инвестирање и не познаваат како тоа функционира и за нив очигледно се тоа е многу ново затоа што им се случило само еднаш. Во иста ситуација нормално очекуваме дека наскоро тоа ќе го видиме повторно во традиционалните финансии, посебно во технолошкиот сектор, кој што моментално е екстремно преценет. Односно, прост пример, значи ова е од до 2025 година, крајот од 2025 година, каде што во просек од 2023 до 2025 година Америка инвестирала околу 0,80 до 1% од вкупниот GDP во оваа категорија, односно вештачка интелигенција. За разлика од тоа, напоредно со 1995 и 2000 година, гледаме дека сличен тренд имало и тогаш, каде што во тоа време во оние интернет компании Америка инвестирала негде околу 1 до 1,25% во периодот кога сме се наоѓале во крајот на бул маркетот. Што значи дека трендот е јасен и се движи кон истата таа насока, затоа што нормално моментално гледаме дека имаме средна вредност од 0,75%, но се очекува дека 2026 година дури 3% од вкупниот GDP на Америка ќе бидат инвестирани во вештачка интелигенција, што значи дека овој просек наскоро очекуваме да порасне драматично и нормално да стигне до просекот кој што го има пазарот во однос на колку голем дел од бруто домашниот производ на Америка е инвестиран во оваа технологија, како што тоа било во 1995 до 2000 година. Значи, овој прв тренд очигледно гледаме дека е во тој правец и очекуваме негде од 2026 година крајот да го достигнеме, дури би рекол и ова ниво од 1,25% во просек, зборувам од 23 до 26 година, за тоа колку голем GDP е инвестиран во вештачка интелигенција. Тоа може да го видиме и ова е нормално од Fidelity, значи податок. Знаете, Fidelity трета поголемина корпорација со assets under management, каде што јасно може да видиме дека се поголем дел, така речено, од овој дел сам од инвестициите ќе оди во технологија. Со тоа што јасно, погледнете го ова. Значи, иако овдека станува збор за колку добиваат, така речено, профит, тоа не го менува фактот дека напоредно овие профити доаѓаат поради тоа што се поголема количина инвестирана во овие сектори, како што профитот, така речено, се зголемил од 12 на 14% од 2025 до 2026, така и истото може да го видиме од, така речено, информативни технологии, ова не е само вештачка интелигенција, тоа нормално доаѓа поради зголемувањето на инвестициите во овие сектори. Напоредно, вие кога имате ваков тип на големо, да речем, зголемување на профитот кој што доаѓа, односно, така речено, она што сте успеале да го сработите во овие сектори, тоа е само заради тоа што имало големи инвестиции во истите. И нормално гледаме дека во однос на другите сектори, информатичкиот технолошки сектор е доста поголем во однос на процентите. Сега, овде ќе споредиме две формули. Првата е price to earnings, тоа е практично начин на кој што можеме да видиме колку е реалната, би рекол, големина на преценетоста на една акција во однос на тоа колку моментално добивате од истата. Односно, формулата е многу едноставна. Практично треба да поделиме цената на тоа која е моментално цената на пазарот со она количина на профит која што добиваме од, така речено, една акција. На тој начин ние гледаме која е реалноста во однос на преценетоста на една акција. Кога ќе видиме колку е вредноста на она што моментално пазарот проценува дека треба да биде една акција и колку е реалната вредност во однос тоа колку профит добивате од истата. Со тоа што овде ќе имаме едно кратко, би рекол, краток
монолог од човек кој што го кажувам нормално на Bloomberg, каде што многу јасно го објаснува овој дел дека станува збор за екстремно голема преценетост, а тоа ќе го покажеме нормално со соодветни статистички податоци веднаш после изјавата. Doing .com bubble 2.0 right now? Oh, this is much bigger. The AI build out relative to the TMT build out of 99-2000 is multiples, even as a percent of the economy, GDP. And an important thing to point out is that when you get these CapEx booms in technology, they're tremendously accretive to earnings. And there's a simple accounting reason why. That is, when Tom buys chips for his data center from NVIDIA, NVIDIA recognizes that as revenue and profit. Mm-hmm. Tom capitalizes those expenses and writes them off over 5 to 10 years. And so you have a mismatch where the same dollar in a CapEx boom is recognized as profits by one entity and deferred by the same people expending the dollar. And that happened in 98, 99, 2000. From the middle of 98, S&P operating earnings rose 30% to the middle of 2000 over 2 years. From the middle of 2000 to the middle of 2001, when order books got pulled, S&P earnings dropped 40%. Значи, идејата е првенствено тоа што го зборувавме дека станува збор за екстремна преценетост на акциите во овој дел. Тоа што го зборуваше овој експерт нормално е во однос со тоа како компаниите на чело со Nvidia моментално си разменуваат капитал помеѓу себе. Истиот овој капитал практично се појавува на кригите на сите овие така речено учесници во вештачката интелигенција и на тој начин практично они сите го пријавуваат тоа како профит, услуги, продажби и така натаму, а буквално и користат истите пари помеѓу себе за така речено да генерираат профит на сите овие компании. Нормално, детално овој дел го објасниме во првото видео, тоа ќе може да го погледнете веднаш после ова, значи ќе може да го најдете во предлог, како што кажавме на крајот од самото видео, или пак ќе го најдете во дескрипција, каде што детално го објаснивме овој дел, да не се повторуваме, а дополнително ќе го спомнеме истото и малку подоцна. И како што кажавме, во најголем дел они буквално помеѓу себе разменуваат услуги, разменуваат материјал, разменуваат нормално соодветни во оваа ситуација нели чипови, работна рака, советувања, инвестиции и така натаму, што практично изгледа како една мрежа во која што истиот капитал се врти, а на крајот од денот практично они само ги предаваат еден на друг и го имаме истиот капитал кој што постојано се претвара во некаков си профит, промет помеѓу овие би рекол ентитети. Како што кажав, се тоа објаснето во нашето прво видео. Сега, првата работа која што спомнавме, тоа е значи, како што кажавме, како изгледа price to earnings индексот во однос на целиот овој сектор. Можеме да видиме дека истиот се наоѓа на доста високо ниво од 28,5, а претходно во највисокиот дел на AI bubble се наоѓа на 46. Оно што може да го забележиме е дека тоа е само многу краток период на самиот врв на крајот од 2001, почетокот на 2002 година. Гледаме дека претходно се наоѓало прилика на истото ниво каде што се наоѓаме сега. Односно, потенцијално пред нас е оној потенцијален врв кој што го очекува на апсолутна експлозија пред да имаме корекција како што тоа било од 2000 па до 2007 година. 7 години биле потребни за овој индекс да се ресетира, односно, како што кажавме, пената да престане да постои и да видиме која е реалната вредност во однос на пивото, како што видовме на почетокот на ова видео. Слична ситуација видовме и кога, погледнете. Значи, ова не е прв пат. 2020 година октомври сме имале највисока вредност во тој период на price to earnings ratio на S&P 500 од 35. Нормално, тоа предвиде така речено bear market, кој што гледаме дека завршил негде кон средината крајот на 2022 година, кога и само што знаете и сами според нашите анализи започна новиот bull market на традиционалните финансии. Слично на тоа можеме да видиме дека и голем дел од компаниите се наоѓаат доста високо, односно еве како изгледа компаниите во однос на price to earnings индексот во 1999 година. И голем дел од нив можеме да видиме дека се наоѓаат над 30-40, кој што ствари представува апсолутен врв како што тоа било во ситуацијата на S&P 500 индексот на самиот крај на овој bull market. Што значи дека ваков тип на евалуации над 25-30 представува екстремно, би рекол, зона на препазливост, каде што сите овие
така речено акции се преценети. Тоа зборуваме неколку пати, како во оваа ситуација, тоа се 28 така речено пати е преценета акцијата на Alphabet, Google, во однос на тоа колку навистина добивате профит. Па така и во оваа ситуација, кога гледаме ваков тип на вредности, ова беше на крајот од 2025 година, каде што гледаме дека поголемиот дел од најголемите компании се над 25, истото можеме да го видиме сега дека некои од нив се во уште по-голема драстична разлика, односно можеме да погледнеме дека моментално првенствено Apple има дополнителни 8 така речено X зголемување на 40 така речено price to earnings ratio. Дополнително ако испоредиме останатите, Nvidia 31, Nvidia предходно била 25, тоа се 6 дополнителни. Значи дека уште повеќе се движиме кон оваа бабл територија и сличното може да го погледнеме и за останатите. Microsoft има оладување 22 наспроти 28, но некои од нив се во поголем плюс за разлика од останатите. Што значи дека се повеќе се ближиме кон онаа бабл територија каде што гледаме екстремно голема вредност на акциите наспроти нивната реална вредност. Но ово што гледаме овдека, со оглед на фактот дека price to earning ratio може да биде израчунато наназад или нанапред, наназад каде што се зема така речено просек на колку е незината колку е акцијата во вредност на пазарот во последните 12 месеци и колку е незината реална вредност, односно колку профит има направено во последните 12 месеци, напроти нормално во иднина каде што тоа се прави со проценка. Односно доколку направиме проценка на тоа каде би изгледала S&P 500 во последните 12 месеци, можеме да видиме дека веќе и ова е нормално направено од Fidelity, веќе се ногаме така речено во слични територии како што тоа било во 2021 година, негде околу 20 до 25 price to earning ratio. Така да на овој начин гледаме дека се ногаме на слична територија кога би направиле проценка нанапред, односно како би изгледале очекувањата за заработка во идниот период. И нормално можеме јасно да видиме дека многу е голема разликата во однос на тоа колку е цената на овие акции на пазарот и колку е нивната реална заработка. Најдобро тоа може да го видиме на оваа страна која што ќе користиме за неколку различни би рекол сегменти од денешното видео, а тоа е дали е профитабилна технологијата вештачка интелигенција. Овдека јасно можеме да погледнеме дека најголем дел од оние кои што досега инвестирале компании на пазарот во вештачка интелигенција се во екстремна загуба. Односно во целиот период на инвестирање од 2022 година до денес, Amazon инвестирал 331 милиарда долари, а успеал да направи профит од 22 милиарди. Тоа е екстремно голема разлика помеѓу колку има инвестирано и колку има добиено за самата инвестиција, односно ROI, Return of Investment. Иста ситуација гледаме и кај другите учесници. Alphabet, односно Google, со инвестиција од 302 милиарди, а добиени 25 милиарди профит. Мета со 238, добиени само 3, апсолутна катастрофа. Потоа го имаме Microsoft со 256 милиарди, добиени 31 милиарда. Гледаме дека најголем дел од учесниците на пазарот се наоѓаат во ваква состојба, со исклучок на Nvidia, која што верувам дека овој профит што моментално го гледаме, околу дупло да речеме од она што го имаат инвестирано во вештачка интелигенција, е поради изградбата на огромни дата центри на светот, каде што најголем дел од оваа технологија доаѓа токму од Nvidia или нејзините соработници, кои што нормално купуваат така речено се што е потребно за овие дата центри. Се останато е во огромна загуба наспроти она што го имаат инвестирано. И нормално кога би го споредиле ова со малку по би рекол иден индекс, а тоа е CAPE ratio индексот, значи овдека ние практично ќе за разлика од price to earnings ratio ќе направиме како би изгледала да речем проценката на 10 години од сега, односно тоа што го видовме во оваа проценка, каде што споредивме како изгледа нормалниот раст на пазарот, кој што не е нормално опфатен од овие бабл периоди. Тоа оприлика би било и оно што го очекуваме кога споредуваме за овој сектор, како би изгледал CAPE ratio на нормален раст на овој сектор на следните 10 години. Можеме да видиме дека според проценките на вештачка интелигенција моментално, ваквиот CAPE ratio на S&P 500 моментално е нешто помалку од индексот кој што го имал во 2000 година, односно како што во тоа време видовме дека бил екстремно висок индексот и нормално растот и реалната вредност, како по маркет кап, така и по вредност на акциите, истото го гледаме и моментално.
иако имаме 5 така речено поени помалку, тоа не го менува фактот дека S&P 500 Cape ratio е доста повисок за разлика од нормала, значи со оглед на тоа дека е само 5 поени понизок од моменталната состојба како во март 2000 година. И дополнително можеме да видиме дека 18% во тој период од вкупниот маркет кап се наоѓал во овие топ 5 индекси, а сега моментално дури повеќе, негде од 25 до 30% од така речено маркет капот на S&P 500 се наоѓа во топ 5 акции. Тоа ви кажува дека овие две категории се исполнети кога станува збор за, би рекол, висината на преценетоста на вредноста на S&P 500 и овие акции. Дополнително, за разлика од вештачката интелигенција, тоа е посебна компанија, така наречена Шилер, која што исто така води сметка за овој индекс. Веќе го видовме претходниот пат кога разговаравме за price to earning ratio. Сега разговараме за Cape ratio, значи оној 10 годишен ratio на така речено овој индекс, каде што може да видиме дека истиот се наоѓа на 40, како што бил во 2000 година. Значи, овдека, за разлика од вештачка интелигенција, оваа компанија верува дека ние се наоѓаме токму каде што сме се наоѓале во највисоките вредности во 2000 година. Слично на тоа што го видовме од вештачка интелигенција. Така да, според финансискиот дел, ова што можеме да го заклучиме моментално, дефинитивно се наоѓаме во периоди на екстремно голема пена. Значи, проблемот е каде моментално е пивото. Тука е главното прашање. Сега ќе се придвижиме кон фундаменталната вредност. Значи, историски гледаме дека јасно може да забележиме дека ние се наоѓаме во преголема преценетост на целиот овој пазар, почнувајќи од вкупниот маркет кап како на S&P 500, така и на овие акции и на овие компании кои што работат со вештачка интелигенција. Да видиме што се случува фундаментално. Значи, видиме дали има причини фундаментално овој пазар да дојде до корекција. Односно, може да видиме дека има и многу фундаментални причини, како компетиција, како, да речам, поделеност на вештачка интелигенција на различни региони, како што е Европа, Америка, Кина и така натаму, кои што се исто така проблем. Првиот проблем е меѓудржавни односи. Односно, знаеме дека најголемиот дел од најнапредните модели и компании кои што работат за вештачка интелигенција се наоѓаат во Америка. Тоа ни кажува дека практично голем дел од овие држави се наоѓаат во, би рекол, опасност од Америка да го искористи овој дел со нивната предност и така речено да на некој начин го злоупотреби за дознавање на информации, за практично контролирање на овие држави. Прост пример. Значи, на 19 јуни Латник, ова е еден од највисоките представници на моменталната влада во Америка, одлучува и, така речено, заедно со нивната влада, донесува одлука и праќа писмо до Антропик, кој е еден од најголемите компании за вештачка интелигенција и AI агенти, и му наложува дека нивните AI модели, кои што се највисоко развиени моментално на пазарот, не смеат да бидат достапни за апсолутно никој што нема американско државјанство. Без разлика на тоа дали се тоа држави, без разлика на тоа дали се тоа партнери држави, воопште не е битно. Значи, официјално Антропик, погледнете, сами во тој период, тоест малку порано, гледате, 13 јуни, најсофистицираните модели на вештачка интелигенција ги запира со нивното користење за сите, така речено, партнери на Америка. Со тоа што нормално ова имаше, така речено, беклеш и тоа го видовме ефективно веднаш. Европа веднаш, така речено, нели, пак ќе кажам, ова е на држава по држава, затоа што секоја држава одлучува за тоа кои модели, каков тип на вештачка интелигенција ќе користи, дали ќе користи вештачка интелигенција кој што доаѓа компаниите од Америка или домашна, и тоа го видовме како одговор. Односно, видовме како поголем дел од партнер државите на Мурика, од Европа, ги откажуваат своите договори со Palantir, кој што е уште една таква компанија нормално од Америка, почнувајќи од Франција, која што веднаш ги откажа сите договори со Palantir. Значи, ова е само 3 дена откако писмото е пратено на 13 јуни, на 16 јуни, веќе Франција целосно ги откажува, така речено, софтверите кои што ги има на рачен или договорот кој што го има со Palantir. Веднаш потоа следи Германија и тоа погледнете, зборуваме за нивните, да речем, агенции за контраразузнавање, како во Франција, така во Германија, кои што нормално на овој начин очекуваат дека очигледно овој софтвер ќе биде злоупотребен. Веднаш потоа Шпанија, истата ситуација, апсолутно се што доаѓа од Palantir е
целосно банирано на територија на Шпанија и очекуваме дека наскоро тоа ќе се случи и во Англија. Погледнете, и Англија моментално бараат оваа влада, посебно новата влада, да го откаже договорот со Палантир вреден 330 милиарди фунти. Тоа ви кажува дека очигледно има голем јаз помеѓу овие регионални, би рекол, джинови, за тоа дали да користат технологија која што доаѓа од Мурика или пак да користат сопствена технологија. Значи, тоа е оно што моментално го гледаме во секој од овие наслови, се фокусираат на развивање на сопствена технологија. Автоматски доаѓаме во ситуација во која што ова ќе створи што? Ќе створи базени на развој на вештачка интелигенција кои што нормално ќе бидат компетитивни едни на други, иако на долг рок ова би било позитивно, моментално тоа ќе предизвика развојот на овие компании да се намали значително, затоа што, како што може да видите, овие компании ќе може да ги нудат своите услуги само во, би рекол, кругот на сопствената економија. Значи, на овој начин, кога вас партнерите не ви ги сакаат услугите од Палантир, па сега замислете вашите непријатели дали ги користат автоматски, ваквите компании ќе бидат ограничени да ги продаваат своите услуги на сопствениот пазар и нигде подалеку. Баш поради ова регионална ограниченост која што гледаме дека ќе продолжи да расте. 23 јули, пред само 3 дена, Европа вели обвинува за, тоест предупредува за тоа дека вештачката интервенција може да биде искористена како политичко оружје. Токму на ова се однесува. Значи, они се обидуваат да се заштитат од потенцијална зависност и дури, би рекол, и упад во нивните информации од страна на овие компании како што е Палантир, каде што јасно знаеме дека оваа фаца израелска, значи дефинитивно тоа е намерата да ги искористи овие, да речем, служби на овие држави за прибавување на информации како за Мурика, а уште повеќе нормално и за Израел. Дополнително ова се случува и на приватно ниво, значи не само на државно ниво, односно и на приватно ниво досега веќе се појавуваат случаи во кои што користење на модели на туѓа компанија и користење, така речено, на овие модели со, така речено, придавање на ваши датотеки од вашата компанија, ваши трговски тајни, ваша интелектуална собственост, предизвикува овие модели истите да ги копираат и на некој начин дури и би рекол индиректно да ги искористат против вас. Зошто го зборувам ова? Еве прост пример, да вие практично на овој начин дозволувате на овие вештачки модели да ги копираат тајните на вашата компанија, вашата интелектуална собственост и да искористат против вас. Односно, еве го истиот овој копук што моментално го спомнавме од Палантир, значи гнаса од човек, но како и да е, значи за некои работи мораме нормално да слушаме за тоа што го зборува е сосема на место. Значи слушате што има да каже конкретно околу крадење на вештачка, тоест на вашата интелектуална собственост или intellectual property IP. It's gone completely wrong, and the basic view among enterprises in this country is I'm going to chillax and waste my time with tokens. I'm going to get no value and they're going to get my IP. Now that's... Значи, она што го кажува овде моментално, токените се практично начин на кој што вие плаќате за користење на овие вештачки интелигенција модели. Нема да навлегуваме во тоа е сосема друга тема која што треба да разговараме на друг тип на видео. Она што моментално е најбитно е дека вие практично на овој начин, кога дозволувате друг модел да ја работи оваа работа за вас, иако вие добивате помош и плаќате за таа услуга, на крајот од денот овие информации многу лесно може да бидат искористени против вас и да бидат искористени од други играчи или пак од самата компанија да практично направи бизнис паралелен на вашиот, да ви стане компетитор. Значи, иако тоа официјално не е потврдено, затоа што тоа било противзаконски, јасно можеме да видиме, како што може да видите во оваа листа, дека постојат начини на кои што вештачката интелигенција може да ги ископира работите кои што вие ги правите и да ги искористи против вас. Дали ќе биде тоа со правење на модел кој што е сличен, но не комплетно иска го вашиот, што нормално не би било практично узурпирање на вашата интелектуална собственост, дали тоа ќе биде со некои други типови, на како што може видите и сами креативен начин, на кој што може да го искористи ова против вас, тоа веќе се случува. Односно, компании како Figma и Canva го обвинуваат Anthropic дека со тоа што они го користеле, да речем, нели, ги користеле моделите на Anthropic за развивање на вештачка интелигенција, за нивни потреби, дека сето она што они работеле на нов, така речено, модел лично за себе, Figma и Canva, били скопирани на Anthropic и гледаат дека сите тие карактеристики на моделот кој што они го развивале се појавуваат во новата верзија на Claude која што доаѓа од Anthropic.
Тоа ви кажува дека буквално Anthropic ги искористил овие две компании со тоа што им дал да ги користат неговите способности за вештачка интелигенција и ја ископирал нивната работа и пред истите да успеат да го објават својот модел, објавува нивни модел со карактеристиките од овие две компании. И нормално на тој начин вие практично сте повторно пред компетицијата. Каде што одека јасно, значи испадна CEO на Figma и кажа како е возможно, значи како е тоа дозволиво да практично Anthropic ги искористи така речено нашите идеи и да направи да ги имплементира во сопствениот агент, значи тоа е крајно противзаконски и дополнително на крајот од сето тоа дури и пробало така речено да ја покачи цената на услугите кои што ги нуди кон овие компании на начин со кој што се обидува да ја елиминира потенцијалната конкуренција во иднина. Сега тоа што го зборував. Значи еве сега да погледнеме малку и во детали едно многу интересно интервју кое што во неколку пати ќе го искористиме за тоа како и колку е моментално преценетоста не само во однос на вредноста, туку и на се останато. Односно да видиме како моментално изгледа преценетоста во секој различен аспект на вештачка интелигенција наспроти тоа што реално се случува на пазарот. Првата и најбитна работа е дека не е само во однос на вредноста, туку и во однос на трошењето. Односно, за разлика од стандарден софтвер, значи ова е многу интересна идеја за да го разберете. Кога правите еден софтвер, да речеме дека моментално Microsoft го произведува софтверот Windows. Вие автоматски, иако го надградувате тој софтвер, тоа е финален продукт. И само го копирате. Вие практично наплаќате на секој кој што сака да го користи овој оперативен систем, лиценца, но вие немате потреба да произведете нов Windows, така? Вие само го копирате и им дозволувате оваа копија од Windows да ја користат. Што значи дека вие немате апсолутно никакви трошоци во моментот кога ќе го направите овој софтвер. Кога ќе завршите со креирањето на софтверот, покрај тоа што имате некои трошоци мали за негов апгрейд, апдейт, така натаму, на крајот од денот вие имате минимални трошоци, а постојано имате инфлоу на профит. Значи, затоа и софтверот е еден од, би рекол, најпрофитабилните работи кои што може да ги измислите во светот, затоа што немате потреба да го произведувате, така. Ако продавате коли, вие мора да произведете кола за да може да ја продадете. Вие не можете истата кола да ја продавате 15 пати. За разлика од тоа, кај софтверот е обратно. Сега, каде е овдека проблемот? Многу луѓето мислеа дека и вештачка интелигенција ќе биде така. Не, напротив. Зошто? Кога вие сакате да креирате некаков тип на вредност на вештачка интелигенција, вие користите. Така. Значи, вие пишувате на ChatGPT да ви креира нешто. Во исто време, вие практично го користите ChatGPT, со тоа значи дека ChatGPT треба да искористи процесирачка моќ за да ја обезбеди таа услуга која вие сте се побарале. Така. Што значи дека на крајот од денот, колку повеќе го користите ChatGPT, толку повеќе се зголемува и потребата на ChatGPT да користи процесирачка моќ. Што значи дека за разлика од софтверот, овдека ние немаме само копирање на софтверот и така речено давање на лиценца да биде користен. Напротив, овдека вие имате и се поголема процесирачка моќ. Што значи дека колку повеќе се користи, толку повеќе и цената на користење, односно процесирачката моќ расте автоматски. Ние напоредно нема да видиме ситуација во која што ќе се намалуваат трошоците за AI моделите и да речем овие огромни гигантски процесирачки моментално дата центри кои што ги креираме, туку напротив, ќе се зголемува напоредно. Значи колку повеќе корисност, толку повеќе дата центри се потребни автоматски. Разликата е сега овдека. Дали во одреден момент ќе имаме многу помала количина на инвестиција која што е потребна за развој на дата центри од тоа што е потребно за овие така речено вештачки интелигенти да може да процесираат толку голема количина на побарување. За жал, за сега тоа не е така. Односно, од овој така речено два артикли на Medium, можеме да видиме многу едноставно како тоа изгледа. Во овој момент, од 2026 година, според очекувањата, можеме да видиме дека напоредно растат и колку потенцијално ќе има профит, така напоредно растат и трошоците за да имаме така речено ваков тип на приходи, односно на профит. Сега, дали ќе биде ова вака, останува да видиме, значи ова е само проценка, не заборавајте. Значи многу е тешко да се процени, посебно за ваков тип на технологија, кои ќе бидат реалните трошоци и кои ќе биде потенцијално приходот, затоа што моментално приходите, односно профитот е екстремно мал. Но како и да е од 2026 до 2030 година гледаме дека експоненцијално многу повеќе ќе расте трошокот за градење на инфраструктура за да може да се произведе така речено услуга која што би донела потенцијален профит.
Со тоа што во 2030 година се очекува дека индустријата ќе биде тешка 2 трилиони долари во однос на инфраструктура, а ќе произведе само 400 милиарди приход, ова не е ни профит. Дали ќе го произведе, останува да видиме. Со оглед на фактот дека моментално гледаме дека разликата е екстремно мала. Односно, еве прост пример, OpenAI моментално има некоја потенцијална, би рекол, инвестиција во истиот од 1 трилион инвестирани долари, а има промет, нет профит, од 13 милиарди долари. Генерално, сега ова е за разлика од големите инвеститори, но како и да е. Ми разбирате поентата. Како ова би се претворило во ова, останува да видиме, повторно станува збор за проценка. Сега, овде ќе погледнеме едно многу интересно интервју од човек кој што очигледно е многу добро запознаен со целата оваа ситуација. Ова е на The Squawk на CNBC. Би рекол дека е доста добро да го погледнете и сами. Ова е Ед Зитрон, или Зитрон, како и да е, кој што моментално во неколку наврати има многу добри, би рекол, коментари за целата оваа ситуација. Првиот е конкретно околу профитот. Значи да погледнеме што има да каже за тоа како изгледа моментално профитот, затоа што нормално секоја од овие компании зборува за некаков си иден профит со цел да ги на некој начин оправда потенцијалните средства кои што се инвестирани во истата, па да видиме што има да каже во оваа ситуација Ед конкретно околу профитот. Reportedly that the administration and potentially some sort of sovereign wealth fund would take a 5% stake in OpenAI. I mean, is that a situation that you would... Наводно, владата зборуваше дека некоја голема корпорација или пак потенцијално самата влада би купила потенцијални 5% во OpenAI. Нормално гледаме дека тука е најголемиот проблем, Сем Олтман и OpenAI. Вика, дали вика очекувате дека тоа демек ќе се оправда, дали тоа ќе се случи? would like to see happen, or do you think that's more disruptive? No, I don't think there's any need to. They talk about, I think Sam Altman said, well, we can share the benefits of AI and the profits of AI. What profits? What returns? That 5% will have to get congressional approval. The Sovereign Wealth Fund is still an idea at this point. But fundamentally, large language models are not the future. Веле, кои профити вика? За каков ревенју зборуваме? Вика, моментално нема ревенју. Значи, на крајот од денот вика, дури и да евентуално се дојде до некаков тип на инвестиција од државата, прво вика, тие 5% вика, ниту се одобрени, ниту пак вика ги има одобрено Конгресот моментално, за да практично се случат. Второ вика, за сега сето тоа е само идеја. А во исто време вика овие така речено large language models типови на вештачка интелигенција вика се погледнете. The only reason big tech is investing in this is that they've run out of hyper growth ideas. They don't have a next iPhone. They don't have a new Google search. So they've put over $1 trillion with trillions more to come into a kind of a dead end industry because when that ends, they'll have to admit that they don't have anything else. Како што веќе покажавме претходно, значи јасно можеме да видиме дека профит нема. Едва има промет, а не профит, така на крајот од денот, така да тоа е повеќе од јасно. За да има профит, очигледно што треба да се случи? Треба услугите кои што моментално ги обезбедуваат овие компании да почнат да растат. Тука е и проблемот. Дали можат да растат? Моментално конкуренцијата во светот вели нешто сосема поинако. Тоа ќе го зборуваме на крајот, кога ќе зборуваме за тоа како изгледа кинескиот пазар на вештачка интелигенција, односно они со овие цени моментално очигледно се само прашање на време кога се тоа нема да успее. Затоа што ако немате профит, на крајот од денот сите овие инвеститори ќе се прашаат дали има логика и понатаму да продолжат да инвестираат во технологија која што не им носи профит, така? А од друга страна конкуренцијата вели моментално не може да си дозволите овие така речено услуги за вештачка интелигенција да продолжат да растат, до тоа малку подоцна. И проблемот каде е? Многу голем дел овие компании, пак ќе речем, да речеме некоја компанија моментално бордот на директори одлучил да инвестира $200 милиони во OpenAI. Така, се е тоа супер, моментално е FOMO, ги инвестираат овие пари, но на крајот од денот на следниот состанок, следното акционерско собрание, акционерите ги прашуваат бордот на директори, во ред, супер, инвестиравте, се е тоа одлично. Кажете ни кој е return of investment, што очекуваме, колку пари ќе се вратат, кој е профитот, како ќе се вратат овие пари, како ќе направиме нели да биде сето ова профитабилно за сите нас. Не постои такво нешто. Проблемот е што моментално во оваа технологија се е теоретски, вклучувајќи и потенцијални идни така речено заработувачки. Па и тоа е најголемиот проблем, што моментално оваа технологија не е нешто што е досега видено,
па имаме циклуси во кои што можеме да знаеме што очекуваме во однос на клиентите кои што се дел од неа. Напротив, ние зборуваме за технологија која што допрва треба да биде адаптирана и затоа е многу тешко да се одреди кој би бил потенцијалниот return of investment. Исто како и блокчейн криптотехнологијата. Во овој дел се многу слични. Значи, зависи од аспектот на адаптација и зависи од тоа како ќе бидат користени, кој ќе ги користи, па затоа и нормално очекуваме дека не сите ќе успеат нормално да обстанат и да стигнат, така речено, да бидат големите компании во иднина кои што ќе бидат дел од овој сектор. Затоа, пак ќе напоменам, ова е еден од големите проблеми кои што може да предизвика паника на пазарот. Да предизвика проблем во кој што, како вие ќе се објасните, кога ќе дојде профитот, кога ние зборуваме моментално за 2-3 години во кои што профит се уште нема стигнато. Од 2022 година наомо, кога веќе практично стана вештачката интелигенција голем бум, најбитна тема моментално, ние имаме ситуација во која што профит се уште нема ниту блиску. Така. Сега, многу добар момент беше ова кога на интервју беше запрашан Сем Олтман, што правиме, за каков профит, зашто ти зборуваш кога твоја компанија, како што видовме, е проценета на 1 трилион долари како маркет кап, така инвестиции, а ти си направил неверојатни 15 милиарди долари профит. За кој профит зборуваме? How can a company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion of spend commitments? You know, and you've heard the criticism, First of Sam. all, we're doing well more. Многу добро прашање. Вели, како вика може компанија која што има само 13 милиарди долари во ревенју, ова не е ни профит, ова е промет, да има, така речено, ветување за 1,4 трилиони долари, зборуваме за услуги, купување на чипови, дата центри и така натаму. Значи, вие не можете да дојдете пред, замислете да одите во банка и велите, мојот приход, значи не е ниту чисто, ова е чисто приход пред да биде одданочен, од плата да речем, е 10.000 денари, но мене ми треба 1.300.000 денари да ми дадете за тоа што планирам да го правам. Врз основа на кој приход вас ќе ви дадат 1.300.000 денари од банкава, па исто и овде, како на Сем Олтман вие очекувате некој да му даде 1,4 трилиони долари за трошење, кога он има приход од 13 милиарди, што е смешно, така? More revenue than that. Second of all, Brad, if you want to sell your shares, I'll find you a buyer. If you I just, enough. Like, you know, people are, I think there's a lot of people who would love to buy OpenAI shares. Значи, кога не знаете како да зборувате, се обидувате нормално да трнете темата на зезање, као, знаете, ако сакаш да продадеш вика своите акции, нема проблем, вика, ќе најдеме некој и сите да ги купи. Значи, прашањето е легитимно. А вие не знаете како да одговорите, вие одговарате од типот на ама знаеш како, ако некој сака, може да ги продаде, не е проблем, као, ние сигурно ќе успееме, да се разбереме. Да, има малку повеќе од тоа, значи, сега моментално има 26, претходно беа само 13. Но, вели, моментално има инвестирано 62 милиарди. Проблемот е што он очекува дека овде ќе влезат уште 1 трилион долари. А вие и понатаму имате само 26 милиарди приход. Така да, и понатаму останува истиот проблем. Што ќе се случи кога ова малку подолг рок ќе дојде во ситуација во која што вие едноставно нормално е неодржливо. Така, имаме ситуација во која што како вие ќе објасните на инвеститорите дека едноставно нема никаков приход, а уште помалку профит. Така. Сега, доаѓаме во ситуација во која што комплексноста на овие меѓусебни инвестиции е уште поголем проблем. Покрај тоа што нема профит, имаме ситуација во која што голем дел од овие компании нормално се испреплетени во нивните инвестиции. Погледнете. It's funny you mentioned Oracle because people were today, quote, some of our customers, OpenAI, may be highly leveraged. We may experience risks of non-payment in our dealings with such parties. Are we going to see this from a market standpoint first in shares of hyperscalers? Само секунда, овдека многу добро објаснува околу делот со I think we might, but Oracle is a particularly scary one because they are building 7.1 gigawatts of capacity just for one customer. And they even said in their annual report that the risk was they might not get paid. OpenAI... Вели, моментално се наоѓаме во ситуација поради овие меѓусебни плаќања, меѓусебни обврски на сите овие компании околу Nvidia, нормално и OpenAI,
дека практично може да се случи доколку една од нив не може да ги подмери овие обврски поради било која причина да се случи колапс на сите нив. По превод, вели моментално Oracle гради огромни дата центри кои што ги гради за само еден клиент, а тоа е OpenAI, така? И вели доколку OpenAI не може да плати за овие дата центри, автоматски се наоѓаме во ситуација во која што имаме голем проблем. Значи тоа е само еден клиент, вие морате од него да наплатите, така? А гледаме дека OpenAI нема пари за тоа да го плати, со оглед на фактот дека имаат екстремно мал приход. Само секунда. Only loses money, and I think I estimate it's like $75 billion of revenue annually that they will have to pay for the full Stargate data center project in annual compute revenue. OpenAI can't afford that. And if Вика, моментално OpenAI треба да плаќа 75 милиарди долари годишно, вика, само за изградбата и користењето на овие дата центри на Oracle. Века очигледно OpenAI тоа не може да си го дозволи со оглед на фактот дека видовме во претходниот чарт дека има приход од само 25 милиарди годишно, автоматски како он ќе дозволи 75 милиарди само за овој клиент. Да се потсетиме дека OpenAI има обврски кон многу други компании во овој магепсан вештачка интелигенција круг. If they can't, Larry Ellison can't afford to pay back those bills, and Oracle stock will be in jeopardy along with the margin loans that Mr. Ellison holds. It's genuinely dangerous, and it's dangerous across the board for NeoCloud, for hyperscalers, for every associated party of the LLM industry. Is Oracle the tip of the spear? Значи, као што може видите, и сами имаме ситуација во која што било која од овие компании да не може да ги подмери собствените обврски кон така речено друга компанија која што е дел од овој круг, ние автоматски се наоѓаме во ситуација во која што сакале они или не, едноставно ќе дојде до апсолутен колапс. Зошто? Као што веќе кажавме, значи во оваа ситуација рековме дека Oracle моментално гради дата центри за OpenAI. Доколку Oracle не може да ги наплати овие пари од OpenAI автоматски, истите не може да исплатат на собствените инвеститори соодветни дивиденди и така натаму, автоматски доаѓаме во ситуација во која што акцијата на оваа компанија е екстремно загрозена. Значи, како вие планирате ова да го помирите доколку OpenAI не може да ви плати? Немате од кого да наплатите. Вас клиент ви е директно OpenAI. Автоматски тоа ќе доведе до крах кој што ќе се пролее низ целиот овој сектор. Пак ќе кажам, погледнете го првото видео, таму детално објаснуваме се конкретно околу овој момент и нормално таму ќе може да проследите се околу делот со би рекол начинот на кој што оваа мрежа е испреплетена еден со друг. И овдека доаѓаме до уште еден проблем, само секунда да го најдеме делот од видеото, каде што се зборува за тој дел, кој што е би рекол последниот дел од овој интервју кој што би рекол ни било доста поучно и би можеле навистина да искористиме многу од она што е кажано во ова интервју, затоа што навистина ова е голата вистина. Иако не сакаат многу од овие компании тоа си го признаат, овдека можеме да видиме точно каде е проблемот со оваа индустрија во овој момент. Иднина има, но моментално е екстремно прецената. Society down the road. Well, the thing is with Meta is I don't necessarily agree. AI is not driving Meta's revenue growth. The fact that they have an effective monopoly in social media is. Microsoft, Google, and Meta and Amazon are all doing a funny little, I don't want to call it a scam, but it's a trick where because their other businesses are still growing, but they never disclose their AI revenues, everyone conflates that with AI driving their growth. In reality, their other businesses are growing and AI is losing them money across the board. You'll notice that neither Microsoft or Amazon, who both share their run rate of AI, will share the actual AI revenues. That tells you that these companies are afraid. Public companies love good. Како што многу добро кажа во ова видео, моментално фомото е поради тоа што голем дел од светот верува дека вештачката интелигенција, нејзината адаптација и тоа што овие компании инвестираат во неа е уствари причината поради која што цената на Amazon, акцијата на Google, на Microsoft, на нормално на Мета се така речено толку многу пораснати. Напротив, многу добро кажа човекот, вика ние имаме ситуација во која што они моментално кријат колку приходи имаат од вештачка интелигенција и нивните инвестиции во вештачка интелигенција, баш поради тоа што јасно можеме да видиме дека оваа технологија за нив е екстремно непрофитабилна. Вели, моментално Мета
акциите не растат поради тоа што Мета инвестира во вештачка интелигенција, иако они се обидуваат тоа така да го представат. Напротив, Мета акциите растат поради тоа што имаат екстремно голем приход од така речено нивните инвестиции во социјалните мрежи. Истото важи и за Amazon и за Google, кој што ги зема за пример. Јасно можеме да видиме дека како може Мета акцијата да биде во пораст, кога од 238 милиарди инвестирани во вештачка интелигенција, они имаат приход од само 3 милиарди. Очигледно не е од тоа, така. Иако моментално светот тоа така се обидува да го представи, односно голем дел од компаниите немаат приход од вештачка интелигенција, тоа јасно можеме да го видиме уште од претходната преку оваа година. И сега погледнете го ова. Вика, кој е, јас значи моментално ја прашав вештачката интелигенција да ни одговори кој е моментално приходот на Microsoft во 2025 година од вештачка интелигенција. Што ни даде генералниот приход. Не ни даде одговор на тоа кој е приходот од вештачка интелигенција. Затоа уште еднаш прашав. Велам, дали моментално Microsoft се обидува, односно пропуштил да објави кој е ревенју, односно приход од вештачка интелигенција во 2025 година, се обидувајќи се да дознам дали потенцијално можеби не го вклучиле овде. Напротив, не. Пазете сега што ми одговара. Вика, нарочно е изоставен тој дел од овој извештај да се каже точно колку има од вештачка интелигенција приход, затоа што моментално е буквално еден од најлошите. Така, значи очигледно и вештачката интелигенција го дава фокусот на тоа дека толку е мал приходот што едноставно Microsoft се обидува да го скрие позади останатите своји приходи. И еве за Amazon, напротив, Amazon одлучиле да дадат за 2025 година успеале да направат 15 милиарди, пази, не само 2025 година. 2025 година до почетокот на 2026 година, вклучувајќи го почетокот, успеале да направат 15 милиарди приход од вештачка интелигенција. Да се вратиме уште еднаш, Amazon има инвестирано 331 милиарда во вештачка интелигенција. Дури да се вратиме на само 2025 година, мислам дека овдека беше вклучено, само секунда, во 2025 година инвестира 128,7 милиарди. Значи, од 128, они добиле само 15. Што повторно е негде околу 9 до 10 пати помалку од тоа што инвестирале. 9 до 10 пати помалку од тоа што инвестирале. Добиле како приход. Тоа ви кажува колку моментално е се уште непрофитабилно инвестирањето во вештачка интелигенција. И повторно, зошто моментално компаниите не го пријавуваат приходот од вештачка интелигенција, овдека ви одговара повторно самата вештачка интелигенција, вели моментално заради тоа што имаме, како што може видите и сами, премногу големи трошоци, а очигледно премногу мал приход. И сега, како што кажавме, проблемот останува каде? Доколку ние сакаме да ги зголемиме, така речено, овие приходи од вештачката интелигенција која што е развиена од сите овие компании, што треба да направиме? Треба да зголемиме цената по која што ги продаваме овие услуги, односно да ја направиме многу поскапа. Дали тоа може да си го дозволи моментално овој сектор од Америка, затоа што овдека очигледно сите овие компании што ги гледаме се во Америка. Проблемот е овде. Проблемот е во тоа што моментално Кина, секоја им чест колку се паметни, прави иста таква технологија со многу помала цена. Според ова што гледате овдека, последната проценка направена во 2026 година, јуни, можеме да видиме дека најголемите, најдобрите, да речам, најдобрите модели кои што доаѓаат од Кина се 7,5 пати поевтини од моделите кои што доаѓаат од Америка. GLM 5.2 и Opus 4.8. Со тоа што можеме да видиме дека времето за завршување на одредена задача е оприлика исто, само 10 секунди разлика, кога станува збор за кинескиот модел, а количината на токени кои што се потребни да заврши, или пак ќе речам цената која што е потребна да ја заврши оваа услуга, на Opus кошта $2,3, на GLM кошта $0,3. Апсолутно огромна разлика. Со тоа што кога станува збор за тоа колку се квалитетни, тоа ќе го разговараме малку подоцна, и која е количината на инвестирање, можеме да видиме дека Америка напоредно од 2023 година инвестира значително, зборувам 10 пати повеќе во вештачка интелигенција за разлика од тоа што го прави Кина. Односно само во 2026 година 7 пати повеќе инвестирала Америка, зборувам како држава нормално и нејзиниот приватен сектор, во вештачка интелигенција, напроти тоа што го гледаме во Кина.
Во Кина имаме само 100 милиарди инвестиции, наспроти 764 инвестиции до сега во Америка. За 2027 година се очекува дека Кина ќе има околу 123 милиарди инвестиции во вештачка интелигенција, напроти 1 трилион и 18 милиарди во Америка. Тоа ви кажува дека Америка, иако има толку големи инвестиции, Кина успева тоа да го постигне со 10 пати помала инвестициона база. И нормално, овие што измислуваат капачиња во Европа, очигледно они не се заинтересирани, после ќе плачат зашто нормално треба да купуваат модели од Кина и од Америка, значи они пак инвестираат дури 3 пати помалку од кинезите во оваа технологија, алал да име, па ќе кажам, за разлика од овие две магнати кога станува збор за технологија, во Европа во последните 10 години успеа да измислат шише со капаче поврзано на шишето. Тоа е најголемото откритие технолошко во Европа во последните 10 години, но па ќе кажам, никој не им е крив, на крајот они сами си го предизвикуваат тоа. И сега, кога ви го споредиле ова како изгледа моментално со останатите модели од Кина, ќе видиме дека моделите во Кина се така речено скоро исто успешни како што се моделите во Америка, а нивната цена е драстично помала. Ова се најдобрите модели кои што ги споредивме, значи најдобрите модели од Кина и од Америка се 7,5 пати разлика во цената, а да видиме што се случува со останатите. Значи, ова е страна која што многу лесно може да ја најдете, Artificial Analysis Intelligence Index, значи овдека се најдобрите агенти од целиот свет представени во живо постојано. Тоа што можеме да видиме дека да, значи најдобрите и понатаму остануваат американски, нема тука муаве, но Кими, кој што има само 4 поени помалку за разлика од најдобрите, е кинески. Понатаму. Да видиме кои се следните. Овој GLM 5.2, кој што е оприлика малку послаб од претходниве, е кинески. Така, иако продолжиме понатаму, ги има апсолутно сегде. Alibaba 46, Minimax, ова е исто така кинески. Ова е DeepSeek, кој што сеќавате беше една од главната причина поради која што почна паниката за вештачка интелигенција. Mi, кој што исто така е кинески, 42, и понатаму може да видиме повторно DeepSeek и така натаму. Што ни кажува нас? Дека во најдобрите модели, иако може би не се на првото место, во топ 10 голем дел од нив се кинески модели. И сега пак овдека доаѓа прашањето. Дали вас ви е потребен апсолутно најдобриот, најнов модел на вештачка интелигенција за работата во вашата компанија? Во најголем дел од случаевите тоа е не. Вас ви е потребен вештачка интелигенција модел. Не мора да биде најбрзиот и најскапиот. Вас и некоја помала конфигурација нормално би ви завршила работа. Каде е разликата? Покрај тоа што ги споредивме најдобрите, да ги споредиме останатите. Вели, моментално разликата е драстична. Погледнете го ова. Во некои примери од овие различни модели, од 1 во 5 до 1 во 10, значи 1/5 до 1/10 од цената се поевтини. Вели, моделите се од 90 до 99% поевтини кои користите од Кина, за разлика од оние од Америка. И сега, кога е таква ситуацијата, во споредба со сите оние моментално модели кои што ги имаме, кажете ми вие, како ќе зголемите профитабилноста на овие компании кои што инвестирале толку големи суми на пари, а нивните клиенти немаат потреба да ги искористат најбитните, најновите, најбрзите вештачка интелигенција модели, а Кина тоа го успева со 1/10 од буџетот и со 1/10 од цената на услугите. Автоматски сите овие компании што играат овдека не можат да ја така речено унапредат својата услуга, да ги наплатат овие цени повисоко, што значи дека целиот овој проблем што досега го зборувавме во однос на приходот во иднина ќе биде уште попроблематичен. Посебно кога конкуренција ви е Кина, која што има екстремно пониски суми за услуги кои што ги нудат, би рекол, доста солидни AI модели, за разлика од оние совршените, кои што бараат 10 пати поголема сума за да може да ги користите овие услуги. Така да на долгорок, моментално, Кина е една од главните причини зашто потенцијално ќе имаме голема корекција во вештачка интелигенција секторот, а нормално дали тоа ќе биде утре или други ден не знаеме, дали ќе биде за 3 или 4 месеци или потенцијално до крајот на годината следната не би можеле да знаеме, но причините се јасни и можеме да ги видиме од многу различни аспекти. Се надевам дека ова видео го разјасни тој дел нормално и се надевам дека успеавте да увидите тоа што успеавме да го видиме и ние. Според нас нормално ова не е време за инвестирање во вештачка интелигенција, иако истата има голем use case и голема иднина, тоа не значи дека треба да инвестираме кога се ногеме на апсолутниот врв.
Истото важи и за крипто, затоа и како што знаете и сами, се обидуваме да инвестираме во секторите кога се наоѓаат на самото дно, кога најмалку се зборува за нив. За разлика од AI технологијата, моментално најмалку се зборува за блокчейн технологијата. Така да би рекол дека се наоѓаме во една обратна ситуација во која што вештачка интелигенција секторот се наоѓа на апсолутен врв, а за разлика од тоа крипто секторот се наоѓа на апсолутно дно. Така да се надевам дека научивте, се надевам дека ќе поддржите нашата работа, како што веќе кажавме, линк до Patreon страница да може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа и на тој начин може да поддржите нашата работа. Ве благодариме за вашето внимание, се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија и од топлата маса. Listen up, class is in session tonight. Cryptogemidzia, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Cryptogemidzia, teaching you the way. But never all in one day. DCA is strategy. Patience is the key. Cryptogemidzia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Cryptogemidzia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Cryptogemidzia, your educational guide through the